Најавени се две сослушувања на тројца сведоци од Стейт Департментот, кои претходно сведочаат зад затворена врата. На 13 ноември треба да сведочат вршителот на дложноста амбасадор во Украина Вилјам Тејлор и заменик помошникот државен секретар Џорџ Кент. 2 дена подоцна истиот комитет за разузнавање ќе ја сослуша поранешната американска амбасадорка во Украина Мари Јовановиќ. Јавните расправи ќе бидат можност американскиот народ да ги оцени сведоците сами, рече председателот на Комитетот за разузнавање Адам Шиф. Тој прецизира дека и покрај дневните негирања од Трамп на сослушувањата ќе бидат потврдени фактите. And I think you will see throughout the course of the testimony, not only their testimony, but many others, the most important facts are largely not contested. Истражителите разгледуваат дали Трамп ја злоупотребил неговата функција и побарал странска помош за да го таргетира политичкиот ривал Џо Бајден. Имено демократите ги испитуваат барањата на Трамп за наводно политички мотивирани истраги од страна на Украина, а за возврат Соединетите држави да задржат војната помош за таа земја. Републиканците сепак инсистираат на тоа дека Трамп не сторил ништо лошо и ги обвинуваат демократите дека избегнуваат да повикаат сведоци што можат да помогнат во ослободувањето на Трамп од обвинувањата. Трамп на изборен митинг во Луизијана вака го искоментира целиот случај со Украина. Sleepy Joe Biden, who's dumb as a rock, said you fire the guy, you get $1 billion. You don't fire the guy, you get nothing. And it's on tape. Во меѓувреме Комитетот за разузнавање која води истрагата за импичмент на Трамп го објавија изводот од сведочењето на амбасадорот Вилјам Тејлор. Тоа било дадено во Комитетот за затворена врата на 22 октомври и се смета за едно од најштетните за администрацијата на Трамп досега. Имено Тејлор наведува како да се реализира скоро $400 милиони американска помош за Украина во замена за истрага во која ќе биде инволвиран демократскиот ривал Бајден.